за дипломатијата со Никовски. Добра вечер на сите. Повеќе теми имаме за вечерова, меѓутоа ќе почнеме со посетата на Обама на Атина. Ние ја најавивме минатиот пат, меѓутоа сега, иако немаме многу детали, сепак можеме на поголема сигурност да зборуваме што таа значи. Она што го најавивме, мислам дека веќе нема никаква дилема, дека главната, основна, единствена цел на посетата на Атина од страна на Обама беше да се реши, да Грција прифати решение на името со американската формула. Она што дојде од Атина покажува дека тој не успеа и дека е така директна по потврда ни даде нивниот председател. Тој се вика Павлопулос, али бидејќи за нив името ништо не е важно, ќе го нарекуваме Пападопулос. Тој во онај дел од разговорот кога почнуваше средбата, отворено, значи дочекувајќи го Обама, го спомна и проблемот со името. Мислам дека апсолутно немаше никаква потреба за такво нешто, особено се работи за американски председател на заминување, кој и што сака да направи овие останати 2 месеца и нешто, не може да направи нешто во корист на Грција. Меѓутоа, тоа јасно покажува дека Павлопулос, ајде ќе нарекуваме Павлопулос, знаеше дека која е намерата на Обама и уште на самиот почеток на средбата му стави до знаење дека сме ние идентисти, дека крадеме историја, дека сакаме промена на граници. Со други зборови, тој уште пред да почне средбата и пред да почнат другите средби, да бидеме јасно, што беше првата средба на Обама во Атина, му кажа нема решение, нема изгледи за успех на американската иницијатива. Кој е поводот? Поводот е крајот на мандатот на Обама, кога секој американски председател сака да остави нешто добро, да го заокружи мандатот со некој успех. Минатиот пат во 2008 година тоа беше председателот Буш, кој во Букурешт сакаше да не внесе во НАТО, за да каже дека го заокружил јужното крило на НАТО. Не успеа, бидејќи, велам, причините беа натре во самата американска администрација, не во Грција. Да повторим уште еднаш, во Букурешт на самитот во НАТО немаше грчко вето, да имаше грчко вето, прва Турција ќе скокне и кажеше извините, Македонија заслужува, ги исполнува сите критериуми, треба да биде примена. Од другата страна барикадата беа Соединените американски држави, со кои и една Турција се разбира, била Македонија во прашање, било кој друг не сака да се судира, да доаѓа во судир со единствената светска суперсила. Таквата порака на грчкиот председател ја затвори приказната. Грција доби една, мислам, особена чест да на крајот од мандатот американскиот председател кој ги заокружува своите 8 години, 2 дена остане во Атина. Велам, целта беше да победи, да заокружи еден успех, бидејќи да не забораваме американците 25 години цели неполни, се разбира, доживуваат неуспеси со една неконзистентна, неприфатлива, антиисториска, каква сега да непринципиелна, нелегална политика на бришење на македонскиот народ, значи политика која нема шанси за успех. И сега е добро што во дадените услови грчката страна ги одби американските, односно обидите на Обама да го закружи тоа прашање. Јас мислам дека и покрај тоа, американците не се некои кои лесно се откажува од своите намери. Мислам дека веднаш по изборите наши во декември, со целата своја тежина и жестина ќе се обидат нас да не обидат да прифатиме некакво непринципиелно решение, да капитулираме со други зборови, за да во основа на тоа вршат притисок на Атина, бидејќи велам, тие не се повлекуваат лесно, освен кога ситуацијата е таква, безизлезна и кога станува контрапродуктивна и опасна по нивните намери. Тие се тогаш максимално прагматични, се прилагодуваат на состојбите и одат во нова насока, го активираат планот Б. Така беше од 2001 година, со војната која ни инсценира од Косово, која видоа дека нема
капитулација на Македонија, нема распаѓање државата, и измислија човековите права, така било, велам, во повеќе прилики, така ќе биде и сега, меѓутоа, тогаш нашата страна ќе мора да покаже заби, ако сакате така да бидеме прецизни, да покаже дека не прифаќа нелегални, непринципиални антиисториски решенија и дека тој проблем останува отворен. Ако е некој заинтересиран да се реши тој проблем, тоа е Македонија, бидејќи заради тој проблем е блокирана во своите интеграции кон Брисел, меѓутоа цената која треба да се плати треба да биде нешто што е подносливо, што може да се проголта, а не да биде катастрофална и да значи крај на идентитетот, националниот на македонскиот народ. Тоа е ситуацијата во која се одвиваше посетата на Обама на Атина. Понатамошниот тек од оваа емисија ќе се држиме малци подетално на додадени други елементи, меѓутоа суштината е дека тој отиде да ја притисне Грција максимално, да ја прифати американската формула. За дипломатијата со Никовски. Го слушаме Јохан Штраус со прекрасното музичко парче на синиот Дунав, бидејќи знаете, ние сме космополити, ние не можеме да бидеме некои локални патриоти па да слушаме македонска музика. И дека трае таката една глобалистичка политика, ќе се задоволуваме со ваква музика. Зборувавме и главната тема денеска и почетна ни е посетата на Обама на Атина и рековме дека никаква логика политичка, економска, не знам, стратегиска, лична во изборот на Атина да биде првиот дел и де факто главниот дел на посетата на Обама, последната негова во двата мандати, освен да притисне да го реши македонското прашање, некој начин да се овенча со некоја слава. Знаете, во дипломатската пракса, почитувани, кога се оди во некоја посета, значи претпратил американски, француски, македонски, и ако се оди на турнеја, земјата која се посетува прва е де факто привилегирана, односно не и се дава најголемо значење. И се замислите еден Обама, прво доаѓа во Атина, дури потоа во Берлин, каде меѓу другото, освен разговорите со Меркел, се среќава и со лидерите на Велика Британија, Шпанија, тоа е денеска на дневен ред, Франција и Италија. Значи, прво Грција, а потоа во Берлин. Обратно да беше Грција втора, веќе ќе имаше некакво, да речем, помалку символично значење. За жал, како што рековме да повториме, тој не успеа. Меѓутоа, таа американска политика останува и ние ќе бидеме, мора да бидеме цело време на штрек, што велат старите, за да видиме што ќе се случи. И дека овие американски напори, лично на Обама, не се случајни, за да мнози да забележа, меѓутоа и во најновиот извештај на Европската Унија, кој пред некоја 9 дена, на 9 ноември, мисля, не беше објавен во Брисел, меѓу другото се бара итно решавање на проблемот со името. Тоа го затвара тој магепсан круг, тој мозаик со кој се води една заедничка, конзистентна, координирана западна политика према Македонија, значи и тие бараат, а и Обама лично сака да се тоа прашање затвори. И да бидеме отворени сосема, тоа му одговара и на Трамп, тој во поинаков случај ќе го наследи ова прашање, кое, да не се надеваме многу, дека ќе биде во центарот на неговите интереси, нити ќе има некој приоритет, туку напротив ќе биде оставено да тлее и понатака и Македонија ќе се сочува со предизвиците со кои веќе живееме подолго време. Значи, тоа го објасни минатиот пат, мораме да бидеме оптимисти, зашто знаете, надежта секојаш последна умира, меѓутоа да бидеме свесни дека Трамп нема да донесе некои радикални политики во односот кон Македонија и особено, како што рековме да повториме, во најтесниот состав неговите соработници има дури тројца грци. Грците кај да ги ставите, тие секојаш си водат сметка за грчките национални интереси, што во основа и во крајна линија е позитивно. Би било добро и македонци така да донесуваат, меѓутоа за жал тоа не е често случај. Јас имам и лично искуство која работев 20 години во Соединениот секретаријат за надворешни работи во Белград. Македонците кои беа на високи позиции во тој секретаријат бегаа од наш помладите да не ги обвинат за некаков македонски национализам и не знам што. И во принцип
ретки беа тие што водеа сметка и за Македонија. Меѓу беше меѓу другото Лазар Мојсов, кој секогаш водеше сметка за македонското прашање и за состојбите во Македонија, меѓутоа еден добар дел од другите, тоа им беше последна грижа, бидејќи тие изиграва Југословени, како што некои сега изиграваат глобалисти, како што рековме, макар било тоа во врска со во врска со нашата музика, домашна музика, која е забранета. Верували не, македонската музика е забранета да се емитува. И сега уште кратко да објасниме, таа е веќе објаснувано дека меѓутоа мораме да ја знаеме бидејќи е клучна. Разликата за решавањето на прашањето сумето меѓу САД и Грција. Американците сакаат да го сменат името на оваа држава за така наречена надворешна употреба и нас не залажуваат. Значи, морковот за нас е дека ќе ни ја замениле референцијата, поранешна Југословенска и така натака Република Македонија, со ново име кој ќе биде со наша согласност. Референцијата ние никош не ја прифативме, не обврзува и ние си остануваме Македонија. Во целата наша комуникација, ние и во Обединетите нации баравме прием под нашето име и на сите други конференции настапуваме како Република Македонија, како Македонија, иако ние таа битка на многу планови изгубивме, бидејќи дозволивме да се користи таа неприфатлива, навредлива кратенка фиром ПРМ и други грешки кои се стратегиски неоправдани и мислам за секоја осуда. Меѓутоа, велам, на нас тоа не обврзуваше. Ако било прифатиме било какво решение за така наречена дворешна употреба, ние се запечатуваме судбината и подпишуваме де факто капитулација. Да ви објаснам најпрактично, најпластично што значи тоа. Тоа значи дека еве ќе земам личен пример кој е апсолутно идентичен со ситуацијата на државата. Лично јас тогаш по таквото решение, дома за мојата сопруга, внуците, децата, ќе бидам Ристо, меѓутоа чим изледам од дома, во продавниците на работа ќе бидам Трајче. Ако е тоа за некој прифатливо, секоја му чест, али мислам дека тоа е катастрофално за државата, бидејќи и онаа грчка ерга омнес е апсолутно надвор од умот, таа е теоретски неизводлива и не може да се реализира, бидејќи да не окупираат, не дај Боже, тие ќе не прекрстат, веројатно, под окупацијата, ќе таа 10, 20, 30, нека биде 50 години, после тоа ние пак ќе се вратиме името. Значи, тоа е свет привремено, кој што беше во поранешна Југославија, која бевме Вардарска бановина, значи немаше Македонија во името, и кога нашите родители беа прекрстени, татко беше Николич и слично. Значи, ако се прифати американската формула, за жал, кај нашата опозиција, барем нејзини подпредседатели, како што е Ременски, јавно во телевизија изјавуваше дека тоа за нив прифатливо. Тоа значи дека за 2-3 години Македонија ќе мора да го менува уставот, ќе мора да ја прифати реалноста, бидејќи ќе мора да ги менува пасошите, ќе мора да ги менува царинските декларации, сите документи од метечни книги во странство ќе мора да се преименуваат, бидејќи Македонија нема да има во компјутерите и пасошите со Република Македонија нема да важат. И тоа може ќе се толерира 5-6 месеци. Или царинските документи, ако ние сме прифатиле таму да бидеме, не знам, северна, јужна, полудесна и полулева Македонија, таму нема ти примат царински документи и ќе викат Made in Macedonија. Не може такво нешто. Значи, ти за светот си прифатил нешто друго и тоа мора да биде таму да фигурира. Така да, ако не другите, прва Грција, па Кипар, па други, па трети, па четврти, ќе нема да ги прифаќат тие документи и ние ќе мораме да се прилагодуваме таа состојава, а ќе имаме избор, да го менуваме уставот или да го игнорираме. Ако го менуваме уставот, ќе се вратиме на што и владачката партија вели дека нема променен уставот. На тој начин се брани така нешто уставот и уставно име, а доколку не со наша согласност прифатиме такво име, тоа ќе не обврзува. А најважно се да се повтори уште еднаш дека никој не може да ни го промени името без наша согласност. Тоа е на наш клучен адут кој мораме секој да го користиме, а без тоа многу брзо ќе капитулираме. За дипломатијата со Никовски.
Слушаме прекрасна музика, валцерот на Синиот Дунав, бидејќи македонска не смееме да слушаме. Изборуваме за посетата на Обама на Атина и тој круг, тој сегмент да го затвориме со констатацијата дека последните изјави на председателот Павлополос, да прекрстиме почетокот, ај да не бидеме некоректни, кои се повторуваат веќе 3-4 недели, не може да бидат случајни. Председател на државата не е било кој и мислам дека реакцијата од кабинетот нашиот председател дека треба да се игнорира, да не се коментираат неговите изјави е погрешна, бидејќи председател на државата, иако таа функција во Грција не е клучна, тука е помногу што церемонијална, не се од било кого и мора да загрижуваат. Напротив, напорите кои ги направија нашите новинари, кои бараат објаснување од Брисел да ги коментира изјавите на грчкиот председател, се исправни и ние од тоа треба да направиме голема афера, бидејќи тоа е суштината на грчката политика, не она што не вртат со разни потези кои се де факто залажување на јавноста и наша и особено бриселска, а и сама грчка, дека нели така меѓу другото тие така наречени мерки за градење на доверба. Јас не знам, можеби од тоа нешто е постигнато, мислам дека е многу малку или воопшто ништо не е постигнато тие мерки, а ваквите изјави на грчкиот председател само потврдуваат дека таквата политика на градење мерки за доверба, за кои сме секој се интересирани двете страни и на кои треба нашата страна исто така да инсистира, се де факто една грчка фарса, една грчка едно грчко прикривање на разните состојби, затоа што, знаете, Грција цело време води една мудра политика на прикривање на својата вистинска позиција, зацкривање за одредени паравани, за да не биде на удар на Брисел и меѓу другото имавме по десетина следби меѓу Папандреу помладиот и Груевски кои донесоа ништо, тоа беа апсолутно во корист на Грција, иако тие следби секој беа корист на нашиот председател, премиер, меѓутоа 90% таа ќар е грчка, а може би 10 или помалку тоа е наша ќар. И мислам дека за сега овие грчки настојувања нели така да градиме некакви мерки на доверба, меѓу другото е отварање на преминот меѓу Преспа во Маркова Нога ли се викаше, да, мислам така близко до Брајчино и до Долно Дупени. Ништо нема од тие напори, ништо нема од тие најави, а за целиот тој регион, не само од македонската, но и од грчката страна, е исклучително важно да се отвори тој граничен премин, да се живее тој регион, да туризмот добие еден додатен импулс, бидејќи преку тој премин ќе може да се паралелно оди во двете држави, да се така да се прошират тие можности на туристите. Велам, грчката страна тука тактизира и ние мораме да е максимално внимателни и да реагираме на сите провокации, а не да се правиме, боже, ништо не сме забележали, дека не така карванот врви, а кучињата си молчат. Барем кои ќе лајат, барем ќе има некој знак дека и водачите на карванот ќе мора да водат сметка, а не да си терат по своje, без да се свртат дека и да бидат свесни дека прават зулум. Мислам дека време е малце пошироко да се осврнеме и на изборот на Трамп во Америка. Ние минатиот пат повеќе внимание посветивме на таа тема, меѓутоа мислам дека тоа заслужува секако перманентно наблюдување на станите кои се појавуваат. И знаете, не можете ништо да прикриете во современиот свет. Ако малку подлабоко ги анализирате работите, сите негативни работи, сите манипулации, сакале или неќеле, нивните носители, ќе изгледат на видело. Ево нешто што, мислам, нас мора да ни ги отвори очите и да покаже и да докаже некои работи. Предпоставам дека забележавте дека главниот слоган на анти-Трамп демонстрациите во Америка, кои по многу извори, по многу показатели се во организација на Џорџ Сорос, кој беше цврсто на страната на Хилари Клинтон, кој според некоја информација, ако не се лажам, $7 милиони дал директно како контрибуција во нејзината кампања. И нивниот главен
слоган е нема Хилари, нема мир. Ве подсетували, почитувани, тоа на нешто кај нас? Се сеќавате ли дека нашите шарени папагали извикува нема правда, нема мир? И што мислите, оваа коинциденција на слоганите е така, случајна, паѓа од небо, или дека тие што се индоктринирани или покренати од Џорџ Сорос во Америка да демонстрираат против Трамп, ја виделе тој слоган, таа парола на интернет и ја земале од нашите? Бидете сигурни дека не е така. Бидете сигурни дека тоа е од вокабуларот на ЦИА и на сличните и на другите американски тајни служби, кои денес стануваат не така глобалистички и кои не кријат дека стојат за многу движења во светот, бидејќи да бидеме свесни и да бидеме внимателни во нашите проценки дека тајните служби, поготово во кризни региони како што е Балканов и како што ќе биде Балканов за следните 20 години најмалце, не само што царуваат, него тие помногу што и диктираат како ќе се одвива развојот понатака. Мислам дека оваа парола, значи овај слоган користен во Америка, нема Хилари, нема мир, на еден класичен, на еден евидентен, на еден разбирлив начин потврди дека тие шарни револуции, тие шарни папагали, како што би ги нарекол јас, се од исто јадро, дека се водени и менеджирани од ист центар, а велам, ова го потврдува на толку отворен начин, што и на најголемиот скептик мора да признае дека тоа не е случајно. И кога зборуваме за Трамп, мислам дека е клучно, дека се клучни две работи. Првата работа е како ќе биде неговиот однос кон Европа, најавите негови за некаква, што некој нарекла американска изолација, што апсолутно ми се чини дека е погрешен термин. Неговото поголемо може би внимание посветено на состојбите во Соединените американски држави ќе биде објективно и потребно и во интерес на сите американци. Меѓутоа за нас е клучно како ќе биде неговиот однос према Европа. Европската унија пред секоја го символизира единството на Европа. До сегашната американска администрација беше сосема јасно дека сака слаба, под директна американска контрола и целосна зависност, затоа беше и пучот во Украина, додека Трамп со своите најави за некој поинаков однос кон Русија, што ќе биде клучително тешко да се спроведе, поради сите оние антируски синдроми кои постојат во Северна Америка. Меѓутоа, ако до такви некои подобрувања дојде, тоа ќе биде во интерес на Европа. И затоа е апсолутен абсурд што прва Германија, а помалку во другите европски земји, шокот од доаѓањето на Трамп беше огромен. Германскиот министер за надворешни работи изјави дека ќе биде тоа катастрофа за Европа, даваше недолични изјави Оланд, а денеска сите се тие на средба со Обама во Берлин, веројатно да ја разгледаат таа пост Обамова Америка. Велам, основата е неприфатлива, бидејќи тоа очигледно може и единствено да значи дека тие се плашат од преседанот во Америка, кога доаѓа некој кој е надвор од целата таа администрација, целиот тој естаблишмент, разбирате, и ги руши сите оние до тогаш изградени столбови, практики, да речем, навики, ако сакате, процедури и слично. И само тоа може да е причината зашто така реагираше Европа. Затоа што ако Трамп доведе до било каква промена на односите со Русија, тоа ќе биде во прво и единствено во корист на Европа. Сегашната ситуација, кога Европа под американско влијание и под диктатот на Обама, предизвикан со пучот во Киев, ја стави во една апсолутно неприфатлива ситуација, во апсолутно зависна позиција во однос на Америка и конфронтирана со Русија. Европа не може да биде ни единствена, ни обединета, ни стабилна, ни безбедносна без соработка меѓу Европската унија и Русија. Ако тука се постават односи на правно ниво, мислам дека тогаш Европа ќе може да здивне, да се концентрира на некои најважни клучни прашања во интерес на развојот на целиот континент. Во спротивно,
тука ќе има само проблеми, тука ќе има само нови наоружувања, нови конфликти и безбедноста и развојот на Европа ќе биде под голем знак за прашање. За дипломатијата со Никовски. Зборувавме за доаѓањето на Трамп во Америка и за односите со Европа. Европа ја символизира Европската унија и мислам дека треба да дадеме некои појаснувања, да видиме кои се тие блискости меѓу Америка и Европската унија, а кои се тие разлики. Мислам дека прво Соединените американски држави се федеративна држава, создавена од 50 членки на таа федерација, 50 држави и Вашингтон као Дистрикт од Колумбија како посебна единка. Европската унија, заедно со Велика Британија, која е на излезна врата, има 29 членки. Значи, населението е поголемо во Европската унија, каде има преку 500 милиони жители. Америка, Соединените американски држави имаат околу 322 милиони жители. Значи, Европа е поголема по население, а од друга страна, американското стопанство, американскиот бруто домашен производ е некаде околу 17.500 милиарди долари. Европското стопанство на сите 29 земји е некаде околу 15.000 милиарди, нешто преку 15.000 милиарди долари. Значи тоа се апсолутно двете најголеми економии на светот. Меѓутоа, знаете, Американската федерација функционира, таа има своја конзистентна, ако сакате, стабилна основа, бидејќи сите тие земји, како федерација, како федерални единки, сите тие земји издвојуваат по 25% од својот бруто национален БДП, бруто друштвен производ, за федералните потреби. 25%. Во Европа тоа е 1% од вкупниот бруто производ на Унијата. Значи, видите, 24-25 према 1. Значи, Америка располага со огромни капитали кои можат да интервенираат и на внатрешен и на дворешен план, да издвојува 650 милиарди долари за одбрана и слично. Европа такви капацитети нема. Од друга страна, имаме едни длабоки разлики во развојот на членките на Европската унија, кои се движат дури во однос 1:7, ако ја земеме Луксембург, кој е најбогат, разбирате, една Естонија, Бугарија и слично, тој однос на купен БДП и по пер капита по жител е 1:7, дури 1:8 достигнува. Во Америка имаме многу покомпактно општество, бидејќи најбогатата држава тамо е Нью Хемшир, Нова Хемшир, која има, например, ако има еден националниот доход кој е 1 или 100, како сакате, нека биде појасно, ако биде 100, не е важно што, најсиромашната е Мисисипи, кој има 150, значи 1:1,5 е разликата меѓу најбогатиот и најсиромашниот. Тоа дозволува спроведување на било какви економски мерки, иако се државите во Америка се доста самостојни, што покажува дека Европа, таа разлика во развојот, кој што имавме во поранешна Југославија, често пати е сериозна пречка за неков по-координирани, по-комбинирани, по-кохерентен развој. И една друга разлика политичка, која во последно време баш бледне, ако сакате, тоа е во корист Европската унија, тоа е што Америка во нејзината дворешна политика многу лесно преминува на користење на сила, додека филозофијата на Европа и праксата до скоро беше да се користат дипломатски, прво политички, па дипломатски мерки, да се избегнува максимално користењето на сила. Меѓутоа, во последно време, Европа како да паѓа по тоа американско влијание и некако го губи тој свој идентитет, кој беше навистина користен, позитивен и водеше во еден развој на светот многу побалансиран и кој немаше да дозволи така лесно судири, нови војни и слично. И мислам дека, зборувајќи за овие разлики, клучно е така и многу важен фактот што во Америка, разбирате, има единствена не само монетарна политика, што значи доларот, вредноста на доларот и слично, туку има и фискална
единствена политика, иако има разлики одедени меѓутоа минимални меѓу државите. Фискална политика односно собирањето на даноците. Во Европа 19 земји се дел од така нареченото јадро на Европската унија, наречено еврозона, и тие имаат единствена валута, што е, да го повториме, нагласиме тоа, што е една цивилизацијско достигнување на Европа, разбирате, бидејќи тоа подразбира дека нема да помени една граница, менувај валути, како што беше на времето франци во Франција, марки во Германија, и сите губеа. Една приказна има овој британски новинар за да докаже таа глупост на различните валути, пошол од Велика Британија со 1000 фунти, дошол во Франција, ги сменил во франци без да троши ништо, отишол во Германија и ги променил во истите, значи франците овој пат во марки, отишол во Италија, ги променил во лири, потишол во Белгија, во Франција и така натака. Значи поминал 6-7 земји без да купува ништо и се вратил на крај, ги вратил во фунти, имал 500 фунти. Значи без да троши ништо, 500 фунти дал само на тие менувачи на девизи, така да тоа е историско достигнување, меѓутоа еврото не може се брани. Унијата не може да биде конзистентна и да биде на некој начин силна, додека нема и влијание и на даноците, односно на фискалните политики. Тоа нема никој да се примени во Европа во следните, 20 на година најмалце, и тоа ќе остане еден голем хендикоп за Европската унија, бидејќи таа ќе биде сепак нешто од една страна единствено, а од друга страна многу различно. Тој хендикеп останува и самата структура на државата, односно сега имаат и председател на Европскиот совет, тоа е полјакот, нели така. Тоа веќе има некаква, да речем, некако Туск, значи полјакот Туск, значи има некоја представа на највисокото ниво. Порано тоа го немаше и Кисинџер на времето забележа, вели, не знаеш кому да му се јавиш во Европската унија, кому да му звониш. Нема човек што ќе ги обединува сите мислења, кој ќе биде представник на таа држава. Меѓутоа, ограничува власта, односно компетенциите на Туск, на председателот на Европската унија се минимални и тој не може да зборува име на сите членки, може само да најавува нешто и слично, така да тој хендикеп постанува. Значи во целина Европската унија такава каква што е денеска мора да бара начини да се менува и реформира, тоа за сега не е на дневен ред се уште. Пропадна концептот со Лисабонскиот договор за некава федерализација на Европската унија, бидејќи мислам дека тоа нема шанси да успее. И Европа останува со силни предизвици пред себе и тоа да биде мисло така многу конкретни, ќе има силно влијание на нејзиното проширување. Ќе видиме како ќе биде после 20-та година, ќе биде многу тешко. И македонските шанси да во некој разумен рок од 10 години стане членка на Унијата, мислам се минимални. Дури и утре да се реши проблемот со името, Европската Унија ќе биде многу поригорозна во примењето на новите членки, а тоа директно ќе се ефектуира и рефлектира и на напредокот на Македонија кон Брисел. За дипломатијата со Никовски. Полека ја привршуваме денешната емисија, почитувани слушатели. Се здржавме на две главни носечки теми овој пат, значи тоа беше посетата на Обама на Атина и доаѓањето на Трамп во Соединените американски држави. Ни останува за следниот пат малку повеќе се задржиме нашите домашни теми. Деновиве мислам дека сите сте на некој начин шокирани од изјавите на лидерот на опозицијата, кој најавува дека ќе го менува Охридскиот договор, дека ќе го надградува Охридскиот договор, што е нешто директно, историско, штетно, мислам, за клучните интереси на македонскиот народ, бидејќи со тоа се подкопува суштината на оваа држава, се уништува дефинитивно еден македонски карактер, така да човекот кога да паднал некоја планета па не одавде, мислам дека ќе го анализираме пошироко следниот пат. Има и други моменти кои ги заслужуваат внимание.
А овој пат, бидејќи се задржавме на овие две теми, само да заокружиме дека периодот кој доаѓа пред нас, кој ќе биде основна карактеристика, ќе му бидат така изборите на 10 декември, нема да ги реши проблемите. Може да само ако имаме поголема среќа, да тргнеме малце по-робустно, по-организирано и по-одлучно во надминување на сите тие контрадикции со кои се соочуваме во последно време. Овие најави на лидерот на опозиција да покажуваат дека нема да биде баш така. Значи, тоа се очајнички чекори на еден губитник, на еден кој очигледно е свесен дека му се работи, ако не за живот, барем за политичката кариера, и затоа е спремен на све. Значи, мене ме чуди само што во таа партија, штета е за таа партија која има своја традиција, која има изворедни луѓе, изворедни капацитети во неа, никој не реагира, сите се држат по страна и тие како да не се оттука, али мислам дека тоа јадро која води таа партија ќе мора да замине на грбишто на историјата, во интерес пред на самата партија и во интерес на оваа држава. Мислам дека изборите со ваквите најави ќе бидат уште подраматични, бидејќи знаете кога некој е пред ситуација да изгуби се, е спремен на очајнички потези, а веќе тие се најавуваат. Така да не чекат драматичен период и е клучно, почитувани, да секој го задржи својот мир, својата концепција, својата одлучност и својот смисел за оваа држава, бидејќи сите такви исчекори, сите екстреми кои сега се повеќе ќе доаѓаат на виделина и се поставуваат на маса, треба да не одржат во една смирена позиција, да не збунат со своите некои бомбасти најави, туку напротив да бидеме свесни дека опрашање е иднината и на оваа земја, и на нас сите, на нашите семејства, нашите деца и внуци. Затоа нови избори треба да се гласа одговорно, ќе бидат некој референдум за сите нас и не сме да се препуши топката. Ако се пропуши топката, веќе ми се чини дека нема да има враќање и ќе загладуваме се повеќе во калта и на крај ќе ни се случи тоа што ни го планираат некои од надвор, а тоа е бришење на македонскиот народ, на неговиот национален карактер, бришење на нашиот јазик и завршување на едно трагично завршување на македонската епопеја која трае со векови и со илјадници години. На крајот, повторно да ве потсетам дека треба да купуваме македонски производи. Ќе потсетам исто така дека сегашниот председател Обама дојде на власт во јануари 2009 година и бидејќи од 2008 година започна тешката финанска криза која затресе силно Америка, тој меѓу првите чекори кои ги превзема беше и апел од него да се купуваат американски производи. Меѓутоа, во истиот период, отприлike нешто подоцна кај нас, кога македонската влада донесе некои регулативи за стимулирање на купувањето на македонски производи и дури бараше на сите фискални сметки да стои купувајте македонски производи, нашиот уставен суд донесе на брилјантна во наводници одлука која рече дека тоа се нарушува некакво единство, тоа се нарушува, не знам, равноправноста на пазарот. Мислам јас да бидам искрен и прецизен, таква будалштина и глупост не сум чул никогаш. Меѓутоа, тоа кај нас имаше влијание, се менува дори фискалните каси и слично, за да се спроведе некоја одлука која беше спротивна на оние фундаментални интереси на македонскиот народ. За жал, такви работи се случуваат кај нас. И за крај, бидејќи само тажни работи, само црни работи ни се плеткаат пред очите, ги слушаме на телевизиите деноиве, за крај место мудрост, денеска ќе се сетиме на една шега, која мислам дека малце ќе не насмее, барем да излеземе за момент од тие црни мисли, од црни облаци кои ни се надвиснуваат. Вели, на некој стадион редарот прашува едно дете кое седи во ложа. Вели, од каде ти е тебе влезница за ложа, бе малечок? Татко ми одговара детето. А каде е татко ти, прашува редарот? Дома. Ја бара влезницата, одговорило детето. Ја украло, значи таткото ќе бара и да знаете, такви случаи не може да се исклучат во однос на децата.
Ovo je na neki način simpatično i smešno, ali budete внимателни со децата и со внуците, да не ви напад некоја слична ујдурма. Толку за денеска, почитувани слушатели. Благодарам за вниманието. Се слушаме следниот петок. А ви понатак останете на истата бранова должина. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 18 ноември 2016. За дипломатијата со Никовски.